многу те сакам. Општинското основно училиште Сандо Масев од Струмица е изградено во далечната 1962 година, сместено во најубавиот централен дел од градот. Воспитно-образовниот процес во училиштето од прво до 9 одделение го реализираат 105 вработени со 1200 ученици, распоредени во Централното училиште и подрачните училишта во селата Добрејци, Водоча и Баница, а тука е и Центарот за поддршка. Наставата во училиштето се одвива на македонски јазик. Во периодот меѓу двата јубилеја, 75 и 80 години од постоењето, го бележиме растот и инфраструктурниот развој на нашето училиште. Централно училиште фасадирање. Централно училиште реконструкција на кров. Централно училиште уредување на дворна површина со бекатон и хортикултурно уредување. Централно училиште замена на дотраена со метална ограда изработена на ЦНЦ плазма. Централно училиште стругање, лакирање, полирање на паркетот во сите училници и спортската сала. Централно училиште замена на дрвената столарија, врати со ПВЦ. Централно училиште дизајнирање на внатрешен ентериер во холот. Централно училиште заменет стариот мебел со нов. 450 клупи за ученици, 1000 столчиња за ученици, 25 катедри, 25 столчиња за наставници и 50 столови за наставничката канцеларија. Добрејци – целосна реконструкција на училиштето со сите елементи на пристапност. Водоча – фасадирање на училиштето. Водоча – замена на дрвената столарија, врати и прозорци со ПВЦ. Баница – целосна реконструкција на училиштето со сите елементи за пристапност. Центар за поддршка, целосно реновирање и адаптирање на просторот за потребите на МКФ, стручно тело и функционалност на институцијата во поддршка на воспитно-образовниот процес. Чест и задоволство е да се стои на раководно место на ваква институција која има богата историја, имено во пресрет на утрешниот ден, на кој имаме троен јубилеј, задоволството е огромно. Впрочем, утре чествуваме 80 години од смртта на нашиот патрон Сандо Масев.
70 години од основањето на училиштето Сандо Масев, кој 10 години работи во склоп на гимназијата и 60 години од изградбата на објектот Сандо Масев. Успешни приказни со многу партиципиенти, многу ученици, генерации и генерации, професионалци, наставници и вработени, и резултатот ќе го видиме оваа вечер. Драги присутни, почитувани гости, добре дојдовте на одбележувањето на нашиот патронен празник, празникот на нашето училиште. Добро вечер, почитуван градоначалник на општина Струмица, почитувани советници, почитувани колеги, родители и наши ученици. Затоа вечерва сме тука сите заедно со нашата пригодна програма да му одадеме посебна почит и благодарност на нашиот патрон, нашиот револуционер и наша гордост Сандо Масев. Во таа чест ја повикувам нашата директорка, Драгица Спасова, да ве поздрави и да ви се обрати. Почитуван градоначалник, почитувани советници од Советот на општина Струмица, почитувани советници од Оделение за образование, почитувани инспектори, почитувани наставници, вработени, родители, ученици, колеги, пензионери и сите гости, добра вечер. Обемно е Сандо Масев и затоа е вечерва така. Пред да почнам, јас јавно ви се извинувам, ама Сандо Масев е Сандо Масев. Навистина сме многу и нека не има многу. Обично велам, од многу глава не боли, боли од малку. Па добре дојдовте. Што би рекла? Значи, утре имаме многу значаен ден. Троен јубилеј. 80 години од смртта на нашиот патрон Сандо Масев, 70 години од првата верификација, тоест основањето на нашето училиште, кое 10 години функционирало, тоест држало настава во просториите на нашите соседи во гимназијата и 60 години од изградбата на нашиот објект, на нашата зграда, нашето училиште Сандо Масев. За да имаме ваква успешна приказна, сите ние, тоест сите вие и представниците од јавниот и приватниот сектор, им изразувам огромна благодарност затоа што сите партиципираме во мозаикот Сандо Масев, а Сандо Масев во мозаикот на општина Струмица и сме огледало на нашиот почитуван градоначалник Костадин Костадинов. Јас нема да должам многу, само би рекла вака. Покрај ваков човек, полн со енергија, ентузијазам, визионер, поддржувач, афирматор. Човек кој што на секој наш збор удоволува и не знае, честопати му велам да рече не. Присутен меѓу учениците, меѓу нас, наставниците од Сандо Масев и сите вработени, а Сандо Масев го заслужува тоа и затоа нашиот градоначалник во секој момент ја дава безрезервно својата поддршка, за која јас лично од мое име и од име на сите вработени, наставници, професионалци кои трасираат патот на идните генерации, сум му многу благодарна. Го повикувам градоначалникот Костадин Костадинов да му едно посебно признание од нас, скромно, но со многу голема тежина.
Оваа плакета не е нешто посебно, но многу вредно затоа што во секое фрагментче, во секое милиметарче стои прстот на секој ученик кој поминал низ нашето училиште. Почитувам градоначалник Повелете. Јас ви благодарам и сум многу среќна што сум дел од вашиот мандат. Нема да се жалите, ветувам од моje име, од име на сите вработени, дека Сандо Масев допрва се ниши уште попрекрасни и поуспешни приказни, а вие ги бидете горди. Почитувани директорки, почитувани наставници, ученици, почитувани дами и господи. Убав е ова и многу е свечен овој миг, како што е убав поводот кој што вечерва не собрана соба. Ова што се случува не е ништо друго, туку историја. Вистинска историја за исклучителен значаен сегмент од струмичкото и македонското наше образование. Ние овде присутните имаме ретка привилегија да бидеме свидетели на чествувањето на таа историја. Бидејќи одбележуваме 3 значајни годишнини одеднаш. Одбележуваме 80 години од прераната смрт на големиот струмички и македонски син Сандо Масев, патронот на ово училиште, 70 години од верификацијата и од почнувањето со работа на училиштето, кој цела една деценија, како што каже и директорката, функционирало во просториите на Струмичката гимназија, и 60 години од изградбата на училишната зграда, во која основното училиште Сандо Масев работи до ден денес. 3 годишнини, 3 јубилеи, како 3 огромни за почит причини, внимание и голема гордост. А во сето тоа се вгнездиле бројни непроценливи придобивки, какви што само можат да донесат образованието, воспитувањето и мноштвото другарства и убави приказни од училишните клуби. Затоа овие јубилеи не им припагаат само на сегашните ученици, наставници, членови на менеджерско-стручниот тим или на техничкиот персонал, туку на сите оние кои низ годините и децениите наназад поминале низ основното училиште Сандо Масев. Тука пред се станува збори за многуте генерации ученици, кои токму во ова училиште се стекнале со своето основно образование. Но и за сите поранешни наставници кои оставиле белег со несебично давање на знање, со што придонеле ова училиште да биде вистински поим за квалитетно образование. Така било, така е, а сигурен сум дека така ќе остане и во иднина. Многу наши сограѓани, познати инженери, професори, културни работници, стопанственици, спортисти и многу други, го започнале својот успешен пат, стекнувајќи го своето основно образование токму во Сандо Масев. Убеден сум дека ово училиште и понатаму ќе изнедрува со уште многу квалитетни ученици, кои утре ќе станат успешни луѓе и ќе ја креираат иднината на нашата заедница и општество, а струмица и струмичани ќе знаат како да се гордеат со нив. За самиот крај, ветувам дека јас како градоначалник и општина Струмица секогаш во фокусот на моето внимание ќе биде образованието, ќе биде и Сандо Масев. И како што каже и директорката, подготвуваме и работиме на многу разновидни проекти поврзани со образованието. Но дел од тие проекти имаат и нешто што е поголемо и поважно од сите нас, а тоа е социјалниот, хуманиот аспект. Затоа, почитувани присутни, со гордост најавувам почеток на нова спортска сала во основното училиште Сандо Масев, согласно потребите на учениците, а изворно идејата е извезена од ученик од 4-то одделение.
завршување на спортската сала се наметнува дилемата што со сегашната старост. За прв пат во Македонија основно училиште, односно некоја општина, ќе добие специјализирана спортска сала, која што ќе биде намената за ученици со посебни потреби. Со тоа, други се оставаме на моделот на социјалната заштита и моделот на инклузијата во нашата држава. Ви благодарам да сте ми живи и здрави. Благодарам за ние продолжуваме да работиме. Почитувани, сакам да ви се заблагодарам за присуството и во моментите кои следат да уживате во нашата пригодна програма, подготвена од нашите ученици и колеги наставници. Пријатна вечер. мајката година, со незините 4 дечиња, 4 годишни врези. Пролет! Лето!
драмската секција. Еј, супер! Знам како сакаш да глумиш. Ќе дојдам со тоа да ти држам среќа. Па не знам, една петна аудиција. Ме примија, ама имав многу обврски. Се откажа? Да. Може би ќе то храбри една моја случка. Ќе ви ја раскажам. Може! Кога бев малак, обожавав да одам на циркус. Најмногу ми се допаѓаа животните. Кои животни? Фоките или лововите? Не, слоновите. Еден слон изведуваше разни точности. Па добро, слон како слон. Ама што е толку интересно тука? И каква врска има тоа со аудицијата во драмската секција? Ме чудеше едно. Слонот беше врзан со Синџи, а Синџирот не држи само едната нога. Зар не може да се ослободи? Синџирот бил дебел, а колецот бил малок. Може лесно да изведа. Така е, слонот може да тежи до 7 тона, а колецот е малко, може лесно да го изкора. И јас си го мислев истото. Ама слонот не бе бил, затоа што е дресиран. Ако е дресиран, тогаш зашто е врзан? А слонот е врзан уште кога бил малку. Леле, колку тажно. Мало слонче заврзано со толка Синџи. Да, замисли, слонче, бебенце, што како родено, сигурно се обидувало да се ослободи. Да, ама попусти. Слончето било мало и забо. Сигурно се обидувало повеќе пати. И повторно. Се, додека еден ден не се помирило со судбината и престанало да се обидува. Еден ден си рекло: не можам. Слончето станало голем слон, ама она не можам за секогаш останало во него. И слонот не се обидувал да се ослободи. Да, а знаеш ли дека и ние се однесуваме како овој слон? Одиме врзани за колците кои не одземаат слободата, затоа што кога сме биле мали не сме успеале. Да, ни останала само мислата. Ако не можев тогаш, не можам и сега. Не ќе можам никогаш. Тоа ми се случи мене. Сакав да возам велосипед, ама паднав во копривите. И се помирив дека никогаш нема да научам да возам велосипед. И јас имам еден Синџи. Се запишав на гимнастика, ама половина година. Не можев да го скопнам јарецот, се обидував и остав. Јас не знам да пливам. Кога бев мала, пробав, ама не успеав. Јас го фрлев мојот Синџи. Што? Како? Кажи ни како? Лесно. Повторно се обидов. Никогаш не е доцел да се ослободиш од Синџот, на некогашните неуспеси. И не за утре. Почни сега. Еве ги другарите. Ајде да одиме. Здраво на сите. Здраво. Погодете што има ново. Ја бидев да се пријави во драмската секција. И се пријави? Не само што се пријави. Ме примија во драмската секција. И ја дадува главната улога. Никогаш не откажувај се од своите соништа и никогаш не вели не можам.
Дайте, слушайте и да не запамтате и нем случайно да не забравяте. Мили мои гости, ичнем се пости. Ама шо да правим? Морам тримри да славам. Невеста да даруваме и смешки да кажуваме. Весели песни да запееме и на цел глас да се смееме. Айде, човеци, да сме живи и здрави и до година убава, голема и весела сватба да се прави. Молодец, Нилс. Айде, повелейте. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Повели на място си ни се облека. Благодаря. Добър вечер. Повели на място си ни се облека. Благодаря. Поздрав, невесто! Голямица кървата, ти си издържала 3-дневен пост, да бидаш вечна вековита. Устеца, усе! Господ милост да ви да, чистито нек вее. Благодаря. Поздрав, да бъдете свет! Втора майка! Господ да вас ще ви даде ваков личен марш! Айде, жени, днеска убав ден, трябва да се насмееме и да запееме. Уйдела парашка, горе на ваитно, да напуне вода, откриро, ладна вода, дома да донесе, наутли богача да внесе. Кога дойдела парашка да виро, изпърчил се пред нея, тапа на ракиро. Ай са парашко, да видиш как е праваш, има 3 години, как не бърнаваш. Теглей си работа, моля ти се, Киро, те пусти да напунам воечка от виро. Еве я моята сакана невеста. Радост имам, майко голема, снав куки ке донеса. Кукя таткова и аз ке отворам, среќа голема ке донесам. Тримерски ден, денес се празнува. Синија мајко, треба да подготвиш со сухо грози и леблебија и домашна богача месина. Биди ми сретна, мајчице моја, што ваков убав син си родил, со благослов од Бога, што во животот си ме водила. Роднини мајче, ти да си поканиш и убаво да се дотераш. По сна треба ти да одиш и благослов мајко нејзе да и дадеш. Тримери, денес струмица празнува. Тримери, традиција останува. Ајде, моја сакана невеста, да ја даруваме нашата мајка. Благословено да си чедо наше, вручиња вкуки да ни даруваш, стрета и радост да царува, мир и благодат да ни даруваш.
заслужува да има свое семејство, родителска љубов, топла преградка, среќно детство. Секое дете треба да живее во хармонично семејство, без погрди зборови, тепање, страф. Unfortunately, there are parents who abuse and maltreat their children. За жал, има родители кои ги малтретираат и злоупотребуваат. Нека растат и среќата, топлина в срце да блика. Don't believe
Еден ден, кај учителот, кој беше надалеку познат по својата мудрост, дојде едно момче. Влези! Добар ден! Добър ден. Доаѓам кај вас, учителе, зашто се чувствувам безвредно. Ни велат дека сум за никаде. Како може да се поправам за да ме ценат повеќе? Баш ми е жал, момче. Во овој момент не можем да ти помогнем. Имам проблем и прво морам да го решам. Може би попосле. Знаеш што? Ако ми помогнеш, прво ќе го решам моето и може би тогаш би можел да ти помогнам. Со задоволство, учителе. Добро. Оди до пазар. Треба да го продадеш овој прстен, зашто треба да вратам еден долг. Треба да ја добиеш на високата цена. Не прифаќај помалку од еден златник. Ајде, оди и што побргу врати се со парите. Продавам прстен! Продавам прстен! Добар ден! Добар ден. Колку пари чини прстенот, момче? Еден златник. Колку? Еден златник. Многу е тоа. Да, еден златник. Еве, ако сакаш ќе се трампам. И јас ќе давам еден сребреник. Еве, јас давам 100 пари. Но чекајте. Овој прстен не вреди ни 10 пари. Јас давам 15 пари за овој прстен. Ама што ви е вам? Ви реков дека не може. Еден златник или ништо. Јас ако имам еден златник, не би го дал за тој безвреден прстен. Во право си. Момче, ај оди си по патот и барај други будали. А јас пак без тебе да му дадам 100 пари. Учителе, жал ми е, но прстенот не го продадев. Трговците велат дека прстенот не вреди ништо. Тоа што сега го кажа е многу важно, момче. Ние не знаеме колку вреди прстенот. Вредноста треба да ја дознаеме. Вистинската вредност на прстенот. А за таа цел ќе отидеш кај златарот. Кажи му дека го продаваш прстенот и види колку пари ќе ти понуди за него. Но не го продавај. Дознај ја цената и врати се ваму со прстенот. Добар ден! Добар ден. Повелите. Ако сакате да купите злато, тогаш сте на вистинското место. Јас сум најдобриот златар во градот. Не дојдов да купувам злато. Учителот ме испрати да процените колку вреди неговиот прстен. Момче, кажи му на твојот учител дека веднаш може да му дадам 58 златни. 58? Да.
Може би тој би го правил за 60, ама ако одит на работата, тогаш може да му дадам само 58. Пријатно. Пријатно. Учителе, толку те исплатен. Бев кај Златаро, тој дава 58 златника. Замислите си, 58 златника за прстенот. Аха, добро. Да го продадам веднаш, а? Момче, седни малку и одмори, но прстенот не ти го дадам за да го продаваш. Молам? Ама како? Па зарем вие немате долг? Немам никаков долг. Па тогаш зошто го продавате прстенот? Не го продавам. Прстенот е приказна за тебе. За мене ништо не ве разбирам. Само знам дека залумно си го трошам времето со ова. Смири се, момче. Ке видиш дека времето не си го потрошил залу. Ученици, ова е момчето за кое ви зборувам. Кажете му вие, зошто приказната за прстенот е приказна за него? Ти си како овој прстен. Ти си вистински бисер, бесценет и уникатен. Тебе не може да те проценат трговците. Со нив само си го губиш времето. Тебе може да те процени само вистински познавач. Некој што знае колку навистина вредиш. Да, така е. Моje момче, па зошто тогаш одеш низ живот и гориш од желба за некој небитен да ја открие твојата вистинска вредност? Ова не е приказна само за момчето. Ова е приказна за сите вас. Секогаш, кога ќе се почувствувате безвредно, сетете се на оваа приказка. И запомнете, секој човек е скапоцен камен, единствен и прекрасен. И за секој има место во скапоцената круна на животот. Спомени и сеќавања, среќа и радост. Нашиот прв училишен ден, првото училишно звонче, првите солзи радосници, првата буква, првиот скриен поглед. Аче се викаше мојата учителка, со ангелско лице и мил поглед. Секогаш таа не учеше и подучуваше, учеше да зборуваме и културно да се однесуваме. Нашите училишни дружби, шеги и караници знаеа да бидат кратки, но сепак беа навистина сладки. Наставникот беше пример за нас и секогаш не водеше кон вистинскиот пат. Денови, години минувме тука во нашата училишна клупа, стекнувајќи нови знаења, деливме добро и зло, а од нашите детски лудори се тресеше училишното тло. Ова не е нашиот крај. Само што почнавме знај. Нема разлика кој сме и што сме. Ние децата сме сплотени во еден клас и секогаш треба да се слуша нашиот глас. Мисијата на нашето училиште е и ќе биде средина и предизвик за учење, за сечи развој и успех, мултикултурно да живееме, со почит и разум меѓу себе, да ги прифаќаме разликите и да се стремиме кон уште поголеми дострели и успеси во нашиот двостепно образован процес. Афирмација. Тоа сме сите ние. Училиштето е нашиот втор дом во кој започнува нашето секојдневие. Среќни сме кога нижиме успеси, се градиме и афирмираме. Посакуваме да ја оствариме целта, да го откриеме непознатото и да допреме близу до сознанието. Сите сме едно, да си подадеме рака и да чекориме заедно без мака. Среќа е да се биде дел од ова училиште, од приказната за најубавиот, најбезгрижниот детски свет, каде секогаш царува смеа, радост, плач, разиграност, музика, џагор. Сонот мој
Драго. Имаме визија да создаваме среќна, безбедна и гришлива средина во која сите ние, учениците и наставниците, ќе ги негуваме мултикултурните вредности со нашата заложба, афинитет, мотив и поттик за уште поголеми дострели и успеси на полето на образованието, воспитанието, социјалната инклузија. Сето ова е дел од нашата мисија и визија.